Нема потреба да ја елаборирам информацијата заради тоа што во изминативе 3 продолженија, 26, 28 јануари и еве сега 10 февруари, мислам дека доволно разговаравме на оваа тема. Не викам дека исцрпиме, заради тоа што барем во земјоделието, особено е сега во тутунопроизводството, може да се разговара со денови и секогаш да се остане недоискажан било кој пратеник, односно говорник. Она што сакам на почетокот да го напоменам е тоа што дека од владата на Република Македонија добивме мислење доставено до собранието во кое што владата дава негативно мислење за информацијата, со тоа што во вториот дел од реченицата, односно текстот, владата информира дека Министерството за земјоделство и Државниот инспекторат за земјоделство ја следат динамиката на откуп на тутунот и во рамки на своите законски надлежности превземаат соодветни мерки и активности за непречен откуп. Дали е тоа навистина така? Сите сме сведоци дека не е. Но јас сакам да напоменам уште во почетокот дека ние како опозициони пратеници уште во самиот почеток, односно тоа беше минатата година некаде во март месец, предупредивме на можните случувања за лошо спроведување на откупот на тутунот ориентален во Македонија, односно го искажавме нашиот сомнеж дека ќе може да се организира во законски предвидената форма организиран откуп на ориенталниот тутун. Не велам дека не постоеше намера за такво нешто, меѓутоа фактот на состојбата говорат дека не можеме да бидеме задоволни од начинот на откупот. Сега сакам уште една работа да напоменам во оваа ситуација. Тоа е да мислам дека на 26 јануари и министерот Хоџа беше присутен на комисиската седница. После завршувањето на првиот дел, ја нему лично му кажав, ама сега сакам да не останам недоискажан дека самиот министер, кој што е дојден таму некаде во септември, кога беше, во владата, па и не е толку одговорен за сета оваа ситуација, заради тоа што тој беше ставен да биде пожарникар, на кој што тие што беа околу него, наместо да му дават копа вода, му дадоа копа бензин. И едноставно не можеше човекот да ја изменаџира ситуацијата на таков начин, на каков што сите очекува, особено тутунопроизводителите. Не сакам сега некого да етикетирам дека е одговорен, одговорни се институциите, одговорна е пред се власта, одговорна е на крајшто и владата, затоа што, ако ништо друго, не може туку така со пола реченичка да дава негативно мислење на информација за која што стојат доволен број на пратеници и да дават предлози во најдобра намера, а сите тие предлози со предлог мерки всушност да не бидат прифатени од страна на владата. Сметам дека имаше квалитетни дискусии од сите учесници на седницата на комисија и дека генерално, тоа можам јас да го кажам за дискусиите на пратениците од опозицијата, се раководиме со најдобра намера и со внимание и со жела да им помогнеме на тутунопроизводителите. Не велам дека тоа го немаше и од страна на опозицијските, на пратениците од мнозинството, меѓутоа сепак остана, ево да кажам, сомнежот дека преку одолговлекувањето или преку насочувањето на дискусијата во некои си други правци фактички се бега од суштината, односно од основната тема. Реков дека не сакам да
се навраќам на информацијата, но морам да кажам дека тутунопроизводството во Македонија има долга традиција, вековна би рекол, како една култура земјоделско-индустријска која што има особено значење за државата од повеќе аспекти. Прво од социјален аспект, затоа што врзува голем број на индивидуални земјоделски производители. Второ, од економски аспект, затоа што во самото производство на ориенталниот тутун се врзуваат и други сектори кои што природно треба да испорачаат одредени материјали за производството на тутунот и конечно финансиското значење на оваа земјоделска индустријска култура со оглед на финансиските средства кои што се вложуваат во самиот процес на производство, но истовремено и финансискиот ефект кој што го има државата од производството, преработката и конечно извозот на ориенталниот тутун. Со тоа што ќе морам да напоменам дека во производството, односно во цигарната индустрија, содржината на ориенталниот тутун во самите цигари е некаде околу 5-6% во однос на останатиот широколистен тутун, не ситнолистен. Ситнолистниот тутун се користи за давање на хардмонот, односно на аромата на самата цигара и во согласност со потребите на пазарот, така и се дизајнира вкусот на цигарите, зашто еден од основните фактори е токму ориенталниот тутун. Македонија не е исклучок од глобалниот пазар, еве сега во случајов и со производството на ориенталниот тутун, таа подлежи исто како и сите останати држави, пред се Република Турција, која што е најголемиот производител на ситно листестиот ориентален тутун со сортата тутун Измир, кој што има најголемо производство во светски рамки, потоа и соседна Грција со Катерини, сортата на тутун, еве ние со Приреп, со Јака, со Басмак и до некаде со Отлја, како да речем хибриден ситнолистен ориентален тутун, соседна Бугарија со Крумовград, Молдавија, Албанија и така натаму. Сега не случајно ги кажувам овие сорти кои што две се поквалитетни од нашите сорти на ориентален тутун, се предмет на често пати што го спомнуваме увозот на тутун, за кој што сметаме дека, барем тоа е моето мислење, би требало да се увезува заради негово оплеменување, доработка и подобрување на квалитетот со оглед на традицијата и искуството кој што го имаат кај нас преработувачките комбинати, еве да го напоменам Прилепскиот или Сокотап или Алијанса или било кој друг, и после неговата преработка до оплеменување тој да се врати таму во матичните земји од каде што бил увезен. Меѓутоа тој дел се користи и во цигарната индустрија. Не знам понеквалитетен тутун кој што би требало да се доработи, како би можел да биде субституција за домашното производство, и отоа му цениме дека на некој начин служи како некоја си причина, дополнителен мотив кај откупувачите за евентуално депресирање на цената, односно намалување на цената. Она што е особено интересно е тоа дека ние од владата имавме навестување дека на дневна основа ќе се следи процесот на откуп на тутунот и јавно ќе се соопштуваат тие податоци. Не мора посебно за секој откупно место или за секој откупувач, меѓутоа со тек на време тие информации во јавноста се помалку ги имаше, сега воопшто ги нема, а особено нема податоци за движењето на визината на просечната откупна цена. Последното беше дека таа е некаде околу 164 денари, меѓутоа се појавуваат нови ситуации на теренот, а тоа е дека се врши откуп без никаква проценка, особено во Струмичкиот регион, каде што просечната откупна цена, таа веќе не е ни просечна, него е стандардна, унифицирана, изнесува 100 денари за килограм без оглед на квалитетот, односно проценетата не се ни цени. Едноставно, а особено проблемите кои што се јавуваат кај
откупот на, да речам, тутунот за кој што беше склучен договор со откупни компании кои што не успеа да обезбедат банкарска гаранција за да може да го спроведат откупот, па мораше друга откупна компанија сето тоа да го изврши. Недостасуваат картонски кутии во кои што ќе се предава тутунот, а тие картонски кутии тутунарите беа условени да ги плаќаат по цена дури по 100 денари од една кутија. Сега замислите по цена од 100 денари за килограм тутун да се плаќа плюс картонска кутија која што вреди колку е процент килограм тутун. Која е целата работа? Значи, наместо организиран откуп да имаме во државата, ние имаме сосема една друга ситуација у која што директно ќе кажам, се врши на своевиден грабеж на тутунарите со оглед на висината на и штетата која што трпат пред се тутунарите, поврзано со висината на откупната цена, која што се двизи некаде од 60 до 100 денари. А ако имаме во предвид, и еве сега една нова недоумица, врз основа на договорената количина за откуп на тутунот, прво беше 20, сега последните информации дека се 25.000 килограми, на тоа уште згора 5.000 килограми, тогаш излегува дека реколтата е 30 милиони килограми или 30.000 тони, што веќе отстапува од првичните информации кои што ги имаме врз основа на податоците кои што ги добиваме од институциите, дека вкупната реколта се движи некаде околу 24 до 25.000 тони. Сега излегува дека тоа е последната информација добиена преку медиумите, дека е тоа некаде околу 30.000 тони. Значително отстапува. Зошто го кажам ова? Доколку навистина беше точна информацијата дека вкупното производство се движи околу 24-25.000 тони, тогаш е тоа една оптимална ситуација за која што ќе овозможи на државата да може да го контролира пазарот и условите на пазарот, а и да има влијание поедноставно врз висината на откупот врз висината на откупната, на просечната откупна цена. Затоа што во услови на енормно зголемено производство на тутунот, 30.000 или 33.000 тони како што сме ги имале во минатото, тогаш многу тешко може да се контролира пазарот, без оглед на тоа што владата се декларира дека ги почитува пазарните законитости, во кои што цената ја одредува понудата и поборувачката, сето тоа е во ред, меѓутоа тутунот, ориенталниот тутун, представува стратегиска индустријска култура од особено значење за државата и со оглед на тоа значење кој што го има тутунот, имаме и посебен закон за тутун. Ние немаме, например, друг закон, посебен закон за некоја друга култура. Еве сега се обидуваме да направиме таков закон за грозјето, кој што би бил сличен како законот за тутунот, меѓутоа во моментов единствената земјоделска индустријска култура која што има посебен закон, тоа е тутунот, ориенталниот тутун. Тие се елементите кои што ги треба дополнително да мотивираат владата, односно институциите, за поголемо внимание во откупот, односно на тој начин искажување на грижата за тутунопроизводителите, за кои што во изминатиот период можам да кажам дека се изневерени во нивните очекувања. Зошто го зборувам ова? Наместо власта да се занимаваше со како да кажам, издействување на зголемена просечна откупна цена, таа своите активности на некој начин ги подреди или ги насочи во разбивањето на единството на тутунопроизводителите, а на тој начин заради мир во куќа да се случуваат сите овие работи кои што ги напоменав. Сакам да кажам дека тутунот во Струмичкиот регион, тоа сум задолжен од страна на тутунопроизводителите кои што секојдневно мене ми се јавуваат, дека се извршува од страна на нелиценцирани откупувачи. А знаат за таа сите институции. Тој тутун потоа, од кој ќе се откупи од Струмичкиот регион, оди во откупувачките предпријатија, кои што предпоставам дека ќе го формализираат откупот преку некои фиктивни договори. Имаме тука простор за и те како големо
работење на инспекторите од државниот инспекторат за земјоделство, затоа што сметам дека откупувачките компании, не сите, во голема мера ја имаат злоупотребено довербата на владата, особено на Министерството за земјоделство, заради тоа што не ги почитуваат законските услови, односно преголемата слобода која што им се даде во делот на пред 2 години измените на Законот за тутун, кога за да се олесни процесот на подпишување на договори со тутунопроизводителите, не беа потребни во иднина оние бели картони или евиденциони картони за површината и за очекуваното производство. Патен да кажам, во Законот за тутун се остава простор и за дополнително количество на произведен тутун, кој што во проценти би можел да биде дел од редовниот откуп на тутунот. Таква можност постои. Но ова најсериозно го тврдам, затоа што имав увиди во документи, а и искажувања од страна на тутунари, кои што кажуваат дека до таму има злоупотреба во подпишувањето на договорите, каде што во рубриката за количините кои што ќе ги предаде производителот на тутун, значи тутунарот со откупувачката компанија, е празна рубриката за количина. Дополнително се упишува, а упишувањето е секогаш за некои си 30% скоро, така сум информиран, помала од производството кој што го има тутунарот. Значи не станува збор за вишок на произведена количина на тутун, туку станува збор за помалку упишана количина и договорена во самите договори кои што откупувачките компании, злоупотребувајќи го законот и довербата на Министерството, на таков начин се однесуваат, што е крајно непримерно, до тутунарите. Понатаму, второто степената комисија, која што е предвидена со закони, која што почна да функционира, беше таа алатка која што фактички би требало да ги штити интересите на тутунопроизводителите, но тоа не се случи затоа што било која рекламација или жалба на тутунарот кој што не е задоволен од проценката на тутунот, а да не се лажеме, да бидеме искрени, тутунот се ценеше за 1 до 2 класи подоле, многу реток е случајот за проценка од прва класа, него најчесто од трета А, трета Б класа, четврта класа и така натаму, каде што имаме крајно ниски цени. И ова сега што се случува, 100 денари за килограм, цена која што сакале не сакале, тутунарите се ставени во таква ситуација да мора да прифатат, меѓутоа при тоа ги губат и субвенциите. Заради тоа што тие ќе бидат пренасочени на некој си друг фиктивен договор, кој што ќе биде презентиран пред платежната агенција или пред Министерството или пред инспекторатот. Значи имаме сериозни аномалии на терен, имаме неефикасност во откупот на тутунот. Не сакам да ги читам сега бројот на вкупно отворените откупни центри или бројот на вагите и да ги споредам со години назад и така натаму, но како индикатор јас имам минатогодишната ситуација каде што најмалку за 15% имаше поголем број на откупни ваги, отколку што ги има сега. Барем според информациите кои што ние ги имаме, меѓутоа тие се уште пријавени благовремено, така да сметам дека се официјални и треба да се придржуваме кон нив. Сега во оваа ситуација ние, како да кажам, на второто продолжение, односно на првото продолжение, имаме една размена на информации дека е добро да дадеме предлог, мерки усогласени помеѓу пратениците, меѓутоа со оглед на дописот, односно мислењето од владата, не знам колку е сето тоа реално ние да излеземе со предлог мерки и предпоставам дека на крај оваа информација ќе оди како препорака од страна на комисијата да оди на дискусија на пленарна седница, кога ќе се одржи тоа ќе видиме, но сепак јас сакам да кажам дека пратениците од опозицијата во самата информација предложија зголемување на субвенциите за 100%.
Сега, тие 100% некому му се чини дека се големи пари, некому му се чини дека се мали пари. Меѓутоа, доколку разликата во цена од онаа очекуваната, затоа што немојте да се залажуваме, точно е дека оваа година квалитетот на тутунот е помал, понисок. Меѓутоа, тој не е толку понисок за да биде цената толку депресирана и да биде разликата во очекуваната откупна цена од 60 до 100 денари. Отприлика толку и ова. А ако оштетувањето или грабежот директно на тутунарите по 1 евро од килограм се движи 25 милиони евра, колку што се званично подпишани килограми, значи 25 милиони килограми, 25 милиони евра. Најавената мерка од COVID-5 пакетот за субституција на тутунарите со кој што се предвидени 5 милиони евра е смешна. Ве молам, мислам да внимаваме да достоинството на тутунарите, немојте да ја повторуваме ситуацијата со лозаропроизводителите, каде што своевремено беше со закон, како што го изгласавме во собрание на 6 милиони и 700.000 евра да се сведе на 6 милиони евра, а од 6 милиони евра да се сведе на 5 милиони и 200.000 евра за лозаропроизводителите, 800.000 евра чинам беа за винарските визби. И колку што јас имам информации, тоа се однесува за една или две винарски визби. Затоа и беше потребен тој закон, иначе можеше со пренамена или било како на средствата во програмата за финансиска поддршка без особена тешкотија и без донесување на тој закон да се исплатат тие 5 милиони евра нека бидат на лозаропроизводителите. Нешто слично се случува и сега со тутунарите. 25 милиони евра губат, 5 милиони треба да им послужат како задоволување на нивната огорченост, незадоволство и така натаму. И кој ќе ги добие, тоа е сосема друго прашање. Затоа ние се одлучивме, значи, за дуплирање. Предпоставуваме дека ќе дојде до овакви нешта. И сега, доколку ја видите вистинската висина на просечната откупна цена, со ова ние што го предлагаме, а ако имаме податоци, а тие ќе бидат навистина интересни за проценет тутун во прва класа, ја мислам дека повеќе од 1% нема да биде, а најчеста ситуација е проценката на трета класа, тогаш мислам дека државата, односно Министерството или владата може да излезе со конкретен предлог за да се изнадат приближно средства кои што би послужиле како компензација на загубата кој што земјоделците, односно тутунарите ја имаат. Второто барање од наша страна предлог мерка беше владата да интервенира со обезбедување на дополнителни финансиски средства потребни за откупот на произведената количина тутун, останата без договори. Ние тука зборуваме за дали е тапак, ама премолчуваме за орбита. Не знам што се случува со орбита. Овде се 400 тони, таму се и 400 тони, исто договорени. Но добив информација и од министрот, и од заменикот министер за земјоделство, дека од сопствени извори тутунскиот комбинат ќе интервенира и ќе ги откупи овие договорени количини од 400 тони со Далија табак. Што е добро. Понатаму, во итна поставка предложиме да се изврши измена на Законот за тутун и тутунски производи, член 43, став 3 и 4, во кој што ќе се забрани или прецизно ќе се дефинира, ако ништо друго, начинот и намената за увоз на ситнолистан ориентален тутун во Македонија. Сметаме дека без оглед на оправдувањата и дали во некоја година претходно повеќе се увезували и така натаму, дека ова е штетно и дека државата мора да има поголема контрола врз сите елементи кои што влијаат во формирањето на просечната откупна цена. Предложивме и ревидирање на мостовите, меѓутоа сега за тоа е веќе касно. Тука е еден и од клучните проблеми за целата ситуација која што имаме.
Јас со целото почитување го слушнав заменикот министер на неговото излагање што го имаше или реплика беше за изборот на социјално-економскиот партнер на Министерството во делот на тутунот, а во согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, дека Сдруженијето на тутунари имало проблематична документација, мислам дека требало да се води повеќе сметка и да им се помогне на Сдруженијето на тутунарите да може да ја поднесат соодветно потребната документација, така како што треба, за да не се случи да се избере социјално-економски фактор во Сдруженијето на земјоделци, така мислам дека беше, сега не е ни битно, кое што во рокот еден ден на состанок со откупувачите ги има договорено мострите. Тука е проблемот, затоа што тие мостри се крајно ригорозни, се крајно, како да кажам, со висок квалитет, кој што не соодветствува на стварната ситуација и кој што во суштина извршија најголемо влијание врз висината на проценката на тутунот на самите откупни пунктови. Зошто го кажувам ова? Затоа што сметам дека Сдруженијето на земјоделците е некомпетентно и нема застанато во интерес на тутунопроизводителите и врз таа основа дозволило да се случи, да се одобрат, да се прифатат мостри за кои што тие немале доволно познавање и не можеле да предвидат последицата од нивното прифаќање за текот на самиот откуп. Најголемите реакции кај тутунарите беа, помеѓу другото, врз проценката, како што кажав, на тутунот, кој што се одеше класа и 2 надоле, како прво, а второ, тоа пак влијаеше врз висината на просечната откупна цена. Тука да немаме дилеми, суштината главна е во тоа. Мострите и социјално-економскиот партнер кој не е соодветен да ги штити и застапува интересите на тутунопроизводителите. После тоа се јави револтка и тутунарите, се формира друго тело кое што наводно ги застапуваше нивните интереси, имаше излегување, манифестирање на улица, блокади и така натаму, одреден период, меѓутоа не се постигна ништо. Односно, него сите сме сведоци дека институциите не излегува во пресред на прво заштита на интересите на тутунарите, а во исто време и да влијаат врз откупувачките компании да ценат онака како што е потребно да ценат. Сакам, меѓу другото, да напоменам дека предложивме и продолжување на откупот, на рокот на откупот за 30 дена. Во најголема мера мислам дека сега е откупен тутунот, меѓутоа престануваат до крајот на месецот уште колку дена, 18 вкупно, меѓутоа не се работи во сабота, не се работи во недела на откупните пунктови, динамиката на откупот е намалена. Вишокот, така наречен вишок, кој што според мене повторно ќе кажам, а и според тутунарите воопшто не постои, него тоа е произведена количина за која што нема договор, а нема договор објаснив во суштина се фактички начинот на потпишувањето на договорите во најголем дел. Не викам дека кај сите има такво нешто, меѓутоа со оние луѓе со кои што јас сум разговарал, тоа ми го тврдат дека е така. Она мерката за инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат, кој што ја предложиме, кои што секојдневно ќе бидат распоредени на откупните места, за да го контролираат процесот и текот на откупот, заедно со поверениците кои што, како да ви кажам, повереници се, значи, излезени на кантар, на вака, да ги штитат интересите на тутунарите при самата проценка. Ама тоа се повереници кои што, како да кажам, се дел од Сдружение земјоделско, кое што не знам
без оглед на сите положени испити и лиценци кои што ги имаат, колку квалитетно и на кој начин задоволителен ги има штитено интересите на тутунарите. Доколку го имаме во предвид незадоволството на тутунарите, очигледно е дека тие не ги штителе. Она што поединци од локалната самоуправа директно се мешаа во откупот на тутунот, што воопшто не е нивна работа, тоа не е ни потребно да се споменува, меѓутоа е начин на кој што мислам дека тутунарите се навикнаа во изминативе неколку години да биде составен дел од секоја кампања за откуп на било која земјоделска култура. Локалната самоуправа на страна нека си биде, се има таа други задолженија и не треба да се меша директно во откупот на тутунот, конкретно во оваа ситуација или во за било која земјоделска култура, може само да помогне и да даде поддршка, но никако да се меша во самиот откуп, зашто треба да бидеме реални дека такви случаи имало. Сега, овие се нашите предлози кои што со оглед на мислењето на владата дека е негативно по однос на информацијата, ќе ги образложиме на пленарната седница која што ќе биде и на која што ќе се отвори повторна расправа. Сакам да кажам и за здруженијата. Не сум убеден, ево сега пред некој ден е формирано ново здружение со ново раководство, кое што би требало да се легитимира пред Министерството со потребниот број на членови, согласно Законот за земјоделство и рурален развој е предвидено колку треба минимум да има потпишани членови. Сметам дека ова здружение ново основано го има потребниот број и повеќе од тоа, ама ако го имаме во предвид дека претходното здружение кое што истапи пред Министерството имало 9000 според информациите што ги имаме, тогаш би требало и ова да го има тој број. Оно што стана збор за некои си малверзации на одредени тутунарски здруженија, малверзации имало и на друго место во други здруженија, каде што луѓе биле блиски до власта, па не се отворила дискусија на таа тема или да сноси некои последици. Од сето тоа имињата па ги имаме сите ги знаеме. Јас би завршил со ова, тоа што морам да напоменам дека оваа година на тутунарите е направена многу голема неправда. Сметам дека тие врз основа на разговорите кои што ги имав со него се чувствуваат крајно навредени, крајно понижени. Понижување, почитувани колеги, кога нема кој да те заштити. Понижување е кога тој што би требало да те штити соработува или така наликува дека има повеќе разбирање за тие кои што го вршат грабежот, а тоа станува пред се за откупувачките компании. Не сите, да се разбереме. Не сакам да споменувам ниту една компанија, но знам дека има честити откупувачки предпријатија кои што вршат навистина честно и поштено откуп кај тутунарите, меѓутоа поголемиот дел од нив фактички ја создаваат оваа слика која што имаме. Жал ми е што тутунарскиот труд, кој што е еден од најтешките трудови во земјоделството, оваа година е потценет и дека ние сакале да признаеме или не, ние доживуваме фијаско. Значи сега нема мерка која што би можела да им помогне на тутунарите. Освен во ситуацијата своевремено, сега со тоа ќе завршам, Македонија во бившата федерација беше најголемиот производител на ориенталниот тутун, каде што државата максимално водеше внимание за производството на тутун, за квалитетот на тутунот, за помош на тутунарите и во одлучувачки моменти тогашната компанија Македонија Табак и не знам кој на него се сеќава, меѓутоа
мислам дека еден од најголемите познавачи и авторитети од Македонија во тутунопроизводството Данчо Шутурков, во ситуации кога имаше неправда кон тунарите, секогаш бараше државата да интервенира. А државата интервенираше со пари. Не да се купи социјалниот мир, туку за да се исправи неправдата која што им е нанесена на тутунарите. Тоа било и тогаш, до 90-тите години, мислам дека и сега е додено време, токму оваа година, државата, без оглед на сите овие работи кои што се случија, дека го има последниот збор и да не се оптеретува со тоа дали ќе даде 5 милиони евра, таа треба да ги даде сите средства кои што се на располагање, за да може колку толку обесправените тутунопроизводители ја доживеат својата сатисфакција и да почувствуваат почитување кон нивниот земјоделски мачен труд. Благодарам.